Во отсутство на реална политичка, малите арени се простор каде се одвива гладиаторска битка меѓу спротивставените групации. Иако таму не е ниту место, ниту простор за такво нешто, неизбежен е сеирот кој постизборно си го фаќаат советниците за парламентарниот скор на нивните колеги. Имавме парламентарни избори. Од овој советнички состав имавме тројца кандидати. Некој беше носител на листа и освои, замислете, 841 глас. Почитувана Добрила, вие немате мандат да бидете веќе советник во општина Карпош и треба да си поднесете оставка. Иако е јасно дека едните со другите избори не се комплементарни, подиумот не се користи за ништо освен за политичка пресметка. А кој друг да ја разјасни разликата и да ја одбрани својата советничка, ако не лидерот, и тоа со порака до опонентите. Таман локалните избори ќе бидат добар тест дали сето тоа што сте го ветувале дека ќе го смените името, дека ќе го поништите бугарскиот договор и дека ќе му расплачете мајка на Дуи, ќе го реализирате. А ако не го реализирате, ќе си сносите консеквенции. Ама тие што првија почнаа непотребната закачка не сакаат да бидат контекстирани и замолуваат општинската да не се користи како партиска говорница и особено да се внимава на дигнитетот на споменатите политички субјекти. Никој нема добиено мандат за да, како се изразивте таму, не знам што да му направи на Дуи. Сме добиле мандат за да владееме со оваа држава. Ве мола, срамотилац. Состојбата наизглед се смирува, но само наизглед, бидејќи секој настап, отворено или зацкриено, нема никаква допирна точка со општината или со локалните проблеми, туку е во функција на задевање на противниците. Ке ви донесем и бомбони. Со овој од Дуи ќе ги лижете бомбоните, нема проблем. Откако вкусот на бомбоните ќе помени, атмосферата ќе се смири, следува период на покажување внимание кон колешките. Грижливоста е толку голема што се предупредува на лошото влијание кое може да го има намрштувањето. Тргни ги вегите малку, немој да се прчкаш толку. Немој да се... Не бе, зашто пауза, чека полека? И на крајот, за амбиентот да наликува на посткафеански. Задолжително е да се знае кој, каде заминува. Колешка прави кривично дело. Има пријавена друга адреса, а живее во друга населба. Ако испратиме допис до обвинителство и ако се отвори истражна постапка, по вашата базна станица секоја вечер каде легнувате и каде станувате, точно ќе каже каде вие живеете. Љубопитноста не спаѓа во ингеренциите на општините, како и ништо друго за кое се зборува на седниците. А се зборува за се, освен за тие што треба, за граѓаните.